научи Рамазан дека верава е целина. Верава не е парче. Ти земаш парче, тој зема парче. Верава е целина. Каква целина? Шахадет, намаз, зекат, Рамазан, хач. Целина. Ти не можеш да имаш шахадет, не имаш намаз. Аллах Куран, критикувајќи ги следбениците на книгата, вели: "Афату'минуна би ба'дил китаби ва такфуруна би ба'д." Зарем во дел од книга верувате, во дел не верувате? Фема џезау мен јефал залика минкум илла хизјун фил хајати дуња. Каква казна че има оној кој нешто зема од верава, нешто остава? Осем понижение на дуња. Понижение на дуња. А на судниот ден юрадуна ила ашаддил азаб. Ќе бидат вратени во најтешка казна. Кој? Оној кој зема дел од вера, дел остава. Кој дел практикува, дел изостава. Дојдоа едни евреи кај Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Евреи, да не зборуваме за таа група на луѓе, не сакам со уста да ја спомнувам, али Аллах азza ва џеле во Куран толку многу зборува за евреи и толку пејгамбери им пуштил Аллах на евреи и толку зборува за нивните интриги, нивната злопастност, нивната расипаност, тоа не се опишува со зборови. Само отвори Куран и читај за кој народ станува збор. Вика, дојдоа евреи, една група на евреи, дојдоа кај Мухамеда салаллаху алейхи ва саллям. Им рекоа: "Ја Расулаллах", односно ја Мухамеда, вика, ние сакаме да примиме ислам. Пејгамбер многу се радуваше да некој се упати во вера, некој се спаси од џехенемскиот оган. Рече: "Нема проблем, во ислам може секој да влезе. Никој нема право некому да му рече: ти си бил коцкаш, нема за тебе вера. Ти си бил ова, немаш право." Не. Врата на тујбе е отворена до судниот ден, додека сонце не изгрее од запад. Секој што грешил, а секој греши. И секој има право да се врати. И тие евреите дојдоа, му рекоа: "Ја Мухамед, о Мухамеде, сакаме да примиме ислам." Алхамдулилlah, добре. Ама имаме услов. Што услов имате? Ние да празнуваме сабота, а не џума. Ние некои работи да ги задржиме од еврејство, а нешто ќе земеме од ислам. И Аллах азza ва џеле поради тоа објави ајет во Куранот: "Ја ајуҳаллазина амену удхулу фис-силми кафа." О, вие кои верувате, влезете комплетно во вера, целосно, без парчење на верата. Не ова ќе практикувам, ова не. Ова ќе земам, ова ќе оставам. Нема вера така. Верава не е биро за желби, исполнување желби. Некому му пасира ова, некому не му пасира, па ќе земам тоа што ми пасира, тоа што не ми пасира. Верава е комплетна од Аллах и мора комплетно да се практикува. И тогаш Мухамед ﷺ им ги цитира овие ајети од Куран дека во вера ако влегуваш комплетно.